Александар, ние колку што сме тука, можам да кажам 2 часа во Гостивар, бидејќи не забележува дека сме медиумска екипа, коментари има речиси од секој граѓанин што ќе не сретне, дека е состојбата катастрофална како што може и во епидемија, дека вака не било ни во корона кризата, со оглед на тоа што дека основниот ресурс им е скратена, тоа е водата за пиење, меѓутоа водата за пиење може да се купи или флаширана, но и за оние основни хигиенски работи кои што треба да ги извршуваат и граѓаните на овие пеколни температури немаат ни за тоа, се споредува. Можам да кажам дека граѓаните давај коментари дека вака ни во Хитлер времето не било, можам да кажам дека е доста напната и тензична атмосферата тука во Гостивар, со оглед на тоа што се уште, како што напомена и ти, се чекаат резултатите од анализите на водата да покажат кој е проблемот што имаше толку заболени граѓани со стомачни тегоби, диареја, повраќање. Тоа најверојатно околу 12:30 часот ќе има пресконференција во владата, па тогаш би требало да бидат соопштени и резултатите. До обвинителството се пристигнати, па во текот на денот чекаме и да конечно се дознае која е причината и како да постапат и граѓаните, но и надлежните институции. Ние сме тука пред општината Гостивар. Пред малку заврши пресконференцијата на градоначалникот, каде што и вели дека и тие се во исчекување да ги видат резултатите што ќе пристигнат за тоа кој е проблемот со водата, со оглед на тоа што вели дека не се само граѓаните од Гостивар затруени кои што се пијат вода диста водоводна цевка, туку има и од околните села, па затоа се чека и причината. Вели дека во моментов има 7 пунктови во градот од каде што граѓаните може да земаат вода, меѓутоа за оние граѓани кои што се неподвижни или стари или во околните села кои што не можат да пристапат до оваа вода, секако не можат да купат и флаширана вода, ќе отворат и посебна телефонска линија каде што волонтери од градот ќе им доставуваат на овие лица питка вода. Во најверојатно утре, како што кажа градоначалникот, би требало да се свика и кризен штаб на општината за да одлучат кои ќе бидат следните чекори, меѓутоа градоначалникот на Гостивар не чувствува никаква морална одговорност, иако беше повикуван од граѓаните на Гостивар и како надлежен, меѓутоа и како одговорен за ова епидемија што се случи во градот, меѓутоа тој вели дека не чувствува морална одговорност и дека доколку чувствувал досега веќе ќе си дал оставка. Денеска и премиерот Мицкоски побара од надлежните институции што побрзо да го расветлат случајот и да бидат казнети виновниците за ова што се случува епидемијата во Гостивар во сред јули на овие пеколни температури каде што граѓаните се оставени без вода. Во продолжение го слушаме премиерот Мицкоски. Од денеска па натаму локалното јавно претпријатие Водовод да започне со чистење на системот, хлорирање и да речеме во рок од ден, 2, 3 да можат граѓаните да користат за техничка потреба. Тоа е веќе повторно дел од ингеренциите на локалната самоуправа, инаку морална одговорност апсолутно таму сите од прв до последен треба да понесат одговорност, покрај тоа што претпоставувам обвинителството ќе се занимава со друга одговорност. Очекувам дека од градоначалникот па надоле сите треба да понесат одредена морална одговорност, а ние како владени институции ќе продолжиме и понатаму да колку е ова возможно со иницијативи од типот на вчерашното да го олесниме животот на гостиварци во делот на снабдување со вода за пиење и колку толку од таа вода да може да се користат за реализирање на техничките потреби и хигиената. Да, како што можевме го слушнеме премиерот, барем и некаква морална одговорност, меѓутоа како што кажав градоначалникот не ја чувствува и веројатно се дури не стигнат резултатите, нема може јасно да се знае која е причината за труењето кај овие граѓани, меѓутоа денеска и пред Водовод, пред Комуналец, тука во Гостивар, имаше протест, иако мал број на граѓани беа собрани, околу можам да кажам 20-30 граѓани, и самите тие беа изреволтирани што во толкав мал број дошле да протестираат со оглед на тоа што велат дека без разлика на која националност се, дали македонци, албанци, различна вера и религија, сепак сите ја пијат истата вода и сите требало да дојдат денеска таму, бидејќи може да е предоцна ако се чека, бидејќи како што велат во оваа држава изгледа се чека предолго, треба се случи нешто многу лошо па да реагираат институциите, бара веднаш да се најде виновникот и да им се реши проблемот и да имаат вода за пиење на целиот град и секако како што се оставени без вода на овие пеколни температури. Па во продолжение да слушнеме и изјава од протестот.
Случајно прочитав дека и че има протести и тргнав наваму, мислечи дека стварно че имам голем број несограѓани. Проблемот не е поединечен, проблемот е од цел град и со околината некој дел. Не знам што е поентата и кај се луѓето. Као прво, овој не е проблем, денешен проблем. Овој проблем го имаме уназад 20 години, прв пат кога се случи загадувањето на водата. Не е никој крив, не е ни директорот поединечен, не е ни градоначалникот. Овој проблем оди до влада до горе. Овде треба да се земе нешто. Ако имаме татко на градот, треба да имаме и дедо на државата и све. Тие кај се. Као прво, нека се најде виновникот и нека сноси одговорност и као второ, што поскоро да средат. Ние следиме состојбата во очекување дека до речи 16 часот веќе до следните вести ќе ги имаме и резултатите од тоа што го предизвикало труењето кај граѓаните, односно оние стомачни тегоби, диарија и повраќање, за да може и дали ќе се сноси одговорност и кој е виновникот за тоа што им се случи на Гостиварци. Александар? Да, Тамара, остани во Гостивар, очекуваме и во следните информативни изданија. Беше тоа Тамара